Добар ден и добро ни дојдовте во третата епизода од Женски ритам. Отворено ќе зборуваме и денес, како и во претходните епизоди, и тоа отвараме една тема многу интересна. Односно насловот на епизодата можеби ќе ви каже се како ти успева жена. Ова е прашање кое ние често го слушаме во секојдневието, па и го поставуваме. И со ова отвараме темата за балансот меѓу професионалниот и приватниот живот, најважно перцепцијата за себе и секако важност и улогата, очекувањето од жената во секојдневниот ритам. Сите ние сме различни, но некако во трката со докажувањето дека можеме се, како да подзабораваме на автентичното јас и индивидуалноста, по која впрочем не препознаваат и ние сме тоа што сме. Токму таа индивидуалност ја поддржува и е во фокусот на сите проекти кои, особено проектот и платформата Скрос јас, во организација и потикната од ДМ, а во рамките на сето ова одат и различните останати проекти, меѓу кои подкастот Женски ритам, се со цел да не заборавиме на себе и да го најдеме она свое јас. Во Скрос јас има навистина многу што да се научи. Ние се забораваме во трката со докажувањата дека сме добри сопруги, добри мајки, добри пријателки, дека треба да оставиме печат на луѓето околу нас, дека можеме се и дека немаме проблем да се носиме со секој предизвик, но тоа прави вистина еден терет и колку е терет и за моите вечерашни гостинки. За мене морам да признам на почетокот дека да, како мајка на 3 деца, потоа сопруга, пријателка, вработена, чувствувам на моменти и чувствував притисок дека тоа докажување дека јас можам се и да изгледам задоволно и да изгледам секогаш подготвена за секој предизвик, во одредени периоди ми правеше и понекогаш ми прави се уште притисок. Како јас се справувам со сето тоа можеби низ емисијата, но за тоа како се справуваат моите гостинки вечерва, еве во вечерашната емисија Како ти успева жено? Две прекрасни дами, реализирани и мајки, и сопруги, и се разбира на професионален план веќе најдени. Велам добар ден за Ана Биновска, бивша мис, дипломиран, односно докториран економист, мајка, и се разбира некој кој веројатно наоѓа време за себе, а како тоа ќе дознаеме во Како ти успева жено. Сузана Јошевска Анастасовска, адвокат, мајка, изреализирана и како и таа се справува со предизвиците да се биде успешен во секој сегмент од секојдневието, во Како ти успева жено. Убави жени. Што за ваше секогаш слушаме, често слушаме. Убава е таа жена, убави жени, така натаму. Која ви е првата асоциација за убава жена? Може би Ана би требало за убавината прва да зборува. Благодарам. Во принцип, во тек на годините, мислам дека многу нормално мојата дефиниција за убавина и за тоа што всушност значи убава жена претрпе доста промени. Кога бев помлада, многу нормално, убавината ја поистоветував со еден привлечен, убав, надворешен изглед, витка линија и така натаму. Меѓутоа, како што поминуваат годините, во денешно време сваќам дека само срекната жена може да биде убава жена и мислам дека убавината дефинитивно доаѓа од внатре и сега ова звучи малку како клише, кажано од некој кој што учествувал на избори за убавина, меѓутоа дефинитивно убавината е нешто што не се гледа, туку се чувствува кога си во присуство на тој човек. Се чувствува во сјајот во неговите очи, во насмевката, блага насмевка на лицето, во тоа да знае едноставно кој е, што е, да е своја и реализирана. Така да мислам дека убавината е една многу комплексна тема која што веројатно созрева како што созреваме и ние. Ајде денес ќе зборуваме токму за убавините од сите страни и за убавите жени. Сузана? Јас се согласувам и се е тоа точно дека реализирана, срекна, жена со самодоврба е убава жена. Но не знам зошто имаме некоја постојана потреба да, особено ние жените во последно време, да речеме модерните жени или жените кои сакаат да се представат како реализирани, да бегаме од естетиката на изгледот кога коментираме убавина. Значи ние сме
Луѓето сме создадени за перцепција во првите 10 секунди на имиџот, на она што го гледаме како слика. Таа е прва слика. Таа е првата слика. Јас немам никаков срам да кажам дека Ана ми е убава, Живкица ми е убава, значи како слика, без да изусти ни еден збор, кој ќе ја видам денеска Ана влегува, викам, ова е човече убава жена, значи не мора уопште ништо да каже. И затоа мислам дека не треба да се да бегаме од тоа. Еве јас можам да кажам исто како што за убав маж можам да кажам, можеби подобро. Апсолутно, да. За убава жена можам да кажам дека за мене секоја жена која има 3 работи или 2 од овие 3 работи, има убави заби, има убава кожа, има убава коса, под убава не мислам густа, ретка, под убава не мислам кожа затегната, него сакам да кажам кожа која не е оставена сама на себе и е добро напоена и негувана да не е дехидрирана, да речам вода и се дало. Забите да бидат чисти и средени. 2 од овие работи да ги има, мене не ми е важно, јас како ја доживам естетиката на жената, не ми е важно во ликот дали имала вакви очи, ваков нос, ваква уста, воопшто не, значи тоа е за мене средена убава жена, има некој стил во неа. Но ако е со пркос во држењата, значи јас имам тенденција да ги грбавам рамењата некако, тоа ми е од мала и си мислам дека жени кои ќе ги забацат рамењата и ќе ги испрчат градите, дека се жени кои се убави. И тоа ми е убаво, кога ќе го видам како естетика сама. Друго е ова, се е точно и се согласувам, ама тоа влегува во она што го викаме шарм. И шармот е X факторот кој што ти на најубава жена ако го нема иде 10 скали подоле, или ако го има а можеби по естетиките просечни да 10 скали погоре, истото важи и за мажите. Веројатно тоа оди со тоа автентичното јас, искрос јас, во правец нели на ова што се обидуваме некако нели да го. Секако жена не може да се испрчи ако внатрешно е загрижана. Така, нели тоа некако заедно оди. Исто така иде и обратната насока. Не оди само ако си задоволен па изразуваш убавина. Некогаш мене ми алатка. Ке станам, ке се дотерам, одма подобро се чувствувам. И обратно ми оди. Така да, убавината и внатрешната и надворешната треба да бидат во една синергија, да речем. Но тоа бара и време. И треба да можеш да избалансираш. Еве, ќе се вратам малку како на почетокот. Имате ли вие, чувствувате ли некогаш притисок од тоа дека на моменти и мене лично ми е комплимент, кога нели со 3 деца работите, се стокмувате за да изгледате за себе пред се, нели убаво, бидејќи друг ефектот кога ќе се погледнете дека сте си вложиле и сте си дале време на себе. Дали ќе биде едно обично средување, дали сте во моментот во тренерки, во джинс или нешто по, да речем, елегантно, тоа е веќе нели личен избор, но ефектот кој си го имате кога ќе се погледнете во огледало е се стокмив и сум убава и сум задоволна. И кога ќе дојде прашањето, леле, како ти успева жено, на моменти некогаш чувствувам и грижа на совест, делумно срам не можам комплетно да речем, но како да им наметнувам на луѓето некоја динамика, дека треба нели да го следат мојот пример, како да им правам притисок со мојот пример, дека се стига, дека се може да се направи, дека јас сум нешто во некои рамки поумешна и поуспешна од нив. Тоа сте го почувствували и колку е тоа, да речем, меч со 2 острици, еве, тоа прашање. Годи, исклучително, кога ќе ви речат, си велите, на добар пат сум, ја добро се снаоѓам и, нели, добро менаџирам со сето оно што обврските ми го носат, но од друга страна, се стопирате малку и си велите да не претерувам, да не се правам премногу, дека можам да успеам, а и се товарам со премногу, за да можам да им покажам дека можам да успеам во се. Многу комплексно прашање. Искрено, не секогаш се чувствувам дека ми успева. И мислам дека тоа многу јасно и гласно треба да го кажеме, дека секој од нас има моменти кога се сомнева дали направил доволно, дали се потрудил доволно, без оглед дали е тоа во работниот свет, значи во корпоративниот свет или пак во приватниот живот. Мислам дека кај мене, например, кога се работи за грижата за себе, ја имам таа среќа што сум ќерка на жена која што до ден денес, веќе со своји 70 години, се уште важи за исклучително негувана дама
и секогаш значи краде воздишки каде и да оди. Така што мислам дека мојата мајка многу ми има помогнато во однос на тоа каква слика јас сакам да изградам за себе и каков живот сакам да направам за себе. Например, од мала се сеќавам дека она секогаш имаше фризура, до ден денес е тоа така, секогаш излегува на шминкана надвор, дури со кармин до продавница, секогаш е дотерана, секогаш оди редовно на козметички третмани, на фризерски третмани, едноставно посветува внимание на себе. Така што кога си растен со таков пример, мислам дека се учиш дека грижата за себе и не не треба да ти предизвика грижа на совест, туку напротив дека тоа е една од твоите можеби најдобри и најздрави навики, затоа што ако не се грижи за себе, како ќе се грижи за останатите? Ако самите не си составиме себе си на листата на приоритети, никој друг нема да го направи тоа за нас и никој нема да се грижи за нас, а на крај како резултат ние нема да може да бидеме секогаш доволно своји, значи на сигурно место за да можеме ние да се грижиме за останатите кои зависат од нас, за нашето семејство, за нашите деца. Така да мислам дека е комплексно прашањето и дефинитивно не секогаш успевам во тоа, меѓутоа ете колку што можеме пробуваме да балансираме. Но не фрустрира на крајот од денот тоа. Или фрустрациите доаѓаат, па се обидуваме да ги изменаџираме некако. Во суштина јас правам свесен избор дека не морам секогаш се да постигнам. Многу ми е јасно дека во одредени временски периоди, во одредени периоди од животот, можеби треба повеќе се посветам на работата. Во одреден временски период сум се посветувала или треба да се посветам повеќе на семејството, така на децата. Во некои периоди треба повеќе па човек да се грижи за себе, така доколку има повреда како што имав јас минатата година, па тоа ме принуди наместо да ги одложувам масажите и така редовно додам на масажи и на киропрактичари, на физикални терапии и така натаму. Така да мислам дека ако самите ние не си направиме простор за да се грижиме за себе, мислам дека животот ќе не принуди на еден или на друг начин да ја направиме таа пауза. Така да имавме и тема и вистина и тоа е, ни се преплетуваат да речам темите во овој подкаст. Кога телото зборува, јас слушам и вистина треба да го слушаме. Ние подзабораваме, еве, да речам, и во целата оваа трка во секојдневието која ни се наметнува, да вистина малку си се слушнеме и да подзастанеме. Бидејќи 5 до 10 минути не верувам дека немаме во денот да си ги посветиме себе, било за што, за да нели се почувствуваме подготвени, да се соочиме со предизвиците на еден убав начин. Сузана? Јас на темата како ти успева женок се навртив на чувствата, дали ги имам чувствата на срам или наметнување на жени. Немам чувство, не ми е важно што наметнувам, секој перципира како мисли. Значи јас знам што правам, другите како тоа го перципира, тоа е нивна работа, не ме засега, како да кажам. Но чувствувам срам. Срамот што го чувствувам е дека јас мислам дека имам привилегиран живот и лесно ми е да успеам. Така јас се чувствувам. Мислам дека околностите ми биле добри или можеби изборите. Но тоа сепак и не е нешто што можеме да го предвидиме, нели, во животот. Не, сакам да кажам дека што се ме разбирам, туку велми и тоа е наметнување на некој чувство на срам можеби непотребно, затоа што привилегијата да се расте можеби нели во семејство кое има повеќе можности во моментот, не е нели го стекнуваш, не е нешто што го бараш. Да, но менаџирањето на времето во еден ден е исто и за една, и за друга, и за трета жена. Јас се чувствувам дека имам помош, значи како кога мене ќе ме прашаат како ти успева, јас викам па со 3 работи ми успеа. Првата е дека имам помош и поддршка, втората е дека ова што го кажува Ана целосно, ротација на приоритетите. Денеска ова ми е или овој период ова ми е приоритет, друг пат и тоа добро го правам, таа ротација. Мислам дека тоа е предуслов баш за да може нели овие сите аспекти да ги правиме. И третата е да бидеме реални со парични средства. Се што можат парите да купат време. Бидејќи ако паметно ги трошиш парите, во смисла купуваш време во Македонија се уште услугите се купуваат. Јас 8 сати во неделата ги делегирам на некој друг да ги имам за себе за да ги поминам со децата и после да речам дека јас сум успешна мајка. Значи не сум ги потрошила во чистење, во не знам во такви работи. Или кога пазариш и така натаму. Мислам дека
од тој аспект ние е малце полесно и треба малце да го покренеме и прашањето како тоа им успева како тоа успева жена на жени кои на вистина им успева, а имаат многу помалку можности или околностите им се поинакви и така натаму, и мене ми се тие за восхит. Јас кога ќе видам некои жени како порано беше се водушевав на мајка ми и така, имаше чекови, ако се сеќавате, од 1200 денари тие беа максимално. Она како знаеше со чековите да направи ваму таму, значи магија правеше со нив, и тоа е интелигенција некоја во менаџирање која вака е невидлива. Но е многу битна, веројатно. Е многу битна, да. Да се биде деловна жена, и тоа е и успешна, иако делумно работите се сменети, но живееме сепак во доминантно машкиот свет, каде доминираат мажите во смисла на професијата, кога е во прашање како да имаат предност, нели, да се фокусираат и посветат на работата, затоа што треба на жената да, нели, и по природата на нештата така е, нели, мајката, кога се мали децата или кога ги раѓаме, е тука прва која ја има таа најблиска врска и која е најпотребна во тој период, иако двајцата апсолутно се потребни, двајцата треба да ги менаџираат подеднакво врските. Топлина и близина се прави од најрана возраст на децата, без оглед, нели, дали е татко или мајка, но сепак по природата на нештата, тоа по дефолт доаѓа дека ќе застане малку нашиот, ќе застанеме на професионален план за да се посветиме на семејството и на децата. Како тоа го менаџиравте? Дали тоа ви правеше во некаква, да речем, фрустрација, бидејќи сте изреализирани деловни жени, сериозни со своите професии, доктор на економски науки, веќе адвокат Реков си бара и време и посвета и вистина сериозно време да се одвои од она што значи секојдневие. Мене ми беше предизвик. Морам да кажам дека тој период од животот ми е вака најголем предизвик, кога требаше, моите деца се релативно блиску со возраст. 2,5 години се разлика, во еден момент јас имав 2 мали деца и некако имав канцеларија која викав тоа е првото дете. Бидејќи беше пред овие 2 деца, мора си да бара внимание. И мене ми беше тешко. Ако можам за некој период да кажам дека барал од мене поприлично менаџирање, тоа беше тој период, иако стварно ја имав целокупната поддршка и од семејството, мислам од сопругот. Децата не беа тешки, да речам, но тоа е време кога некако другите работи застануваат, а тоа се посветуваш на една цел. А јас не сум таква. Јас имав проблеми тоа да го прифатам. Значи, тоа некако така одеше малце потешко кај мене. Иако јас немав проблем со некакви си депресивни чувства, но тоа менаџирањето и дека одеднашка јас сум само мајка или сум 90% од времето мајка, посветена, а овие другиве малце треба да почекаат аспекти. Некако ако можам да вака сега, пред да ги родам децата, сум викала, какви се вака да седиме ние, тука сега некој детенце да трчка. Мене пред да ги родам децата, ќе ми беше супер сладко, ама нема да си поиграм, не бев така дечарка да речам нешто. Мене ми беше идењето на љуљашки секој ден едно исто правење, ми беше товар. Јас сакав децата да пораснат и сум човек кој што викам, јас ќе си ја остварам својата вредност кога ќе речам, види оваа книга, ајде овој филм, ајде дојдат однесам сега у музеј, ај сега тогаш се чувствувам како вистински родител. Одлично. А ова растењето на малите деца... еден овде. Да, тоа ми беше физички, нели, кичмењето, повторањето, постојано едно те исто. Знаењето е мајка на знаењето, да. Значи, на тоа ниво... тежок ми беше тој период, а во исто време ќе се исклучиш, пак идеш на работа, таму треба да си возрасен, треба да ги одржиш релациите со пријателките, тоа е многу важно, тие ти се, нели, сапорт груп, да не зборувам семејството и, нели, сопругот и се. Мене тој период додека да некаде тргнаа во на училиште двете, ми беше предизвик и мислам дека реално треба да збориме дека е тежок период. Понатаму се олеснува, особено ако добро си го направил, после се олеснува. Да не си изгубиш веројатно пак ќе речам себе си.
во тој цел процес. Или да си дозволиш да се изгубиш, но не целосно, да се држиш за нешто што да сватиш дека тоа ќе помине и ќе дојде тоа другото, нели? Некако сега ако имам повторно дете, некако ќе ми биде јасно, ќе бидам по мирна дека не се изгубена, него ќе помине, ќе биде ништо не сега на губиме, млади мајки на губење во моментот. И губење контрола и некој страф. Леле, јас сега станав само од тие жените, само што се мајки. Го имале тој момент, споредувањето со другите животи, на тоа, на фази кои веќе ги минале. Тие ги минале и веќе може да седат и во киното со децата, и во театар, и тој убав период кој го чекаме подоцна, веќе го гледаме кај нив и сега во моментот фрустрацијата се зголемува. Ние сме во таа фаза и споредувањето. И споредувањето е проблем. Реално тоа не сум го имала. Никакво споредување не ми правило проблем. Со родители кои имаат повозрасни деца, некако тоа дури ми делуваше утешително, демек вака е кога ќе пораснат. Значи тоа не ми праш. Ниту споредување со родители кои имаат иста возраст деца со мене, никако тоа не ми е проблем. Мене ниту се споредувам, ама она се споредувам со која сум јас претходно. Јас претходно сум се доживувала како жена ваква. Сега сум само мајка и некако кај се овие други бе. Не знаев, ме фаќаше тага анкциозност, зашто не знаев дека тоа ќе помине, ќе дојде. Значи, и сега тоа е тоа што им го викам на млади мајки, да речам. Се што ќе ти падне на памет, се што ќе мислиш дека леле, рачунај ќе помине. Значи, издржи го периодот, ова е период кога мораш 100% да си таму. Едноставно, тоа што сега се ќе го вложи ваму, ќе се врати, ќе ти се исплати. Немој само да мислиш дека ако го вложиш, готово, нема ја. Не, вложи го, ќе се вратиш, ќе има време. Тоа ја не го знаев или го стекнував полека и потешко, да речем. Да се биде успешна во доминантниот машки свет, кога професијата е во прашање. Тука е една борба која ни се наметнува во секојдневието и како вие таа ја водите како мајки. Која е таа разлика? Сте почувствували или притисок, или можеби предизвик, да речеме вака, и промена некоја од кога ќе станете мајки и така натаму? Што тоа значи кога во прашање професијата? Во принцип, како некој кој што е дел од корпоративниот свет веќе подолго време, сум имала многу прилики да се соочам со ситуации каде што можеби улогата или фактот дека сме жени влијаел кон тоа да не бидеме можеби земени предвид за некоја работна позиција или да не бидеме прашани за мислење. Мислам дека дефинитивно за нас жените работите се многу потешки во деловниот свет, затоа што треба неколку пати повеќе да работиме за да можеме да ја докажеме својата вредност во однос на мажите. Сега ова е едно многу големо прашање, битно прашање, не само за секој од нас како жена лично, туку и на општествено ниво. И мислам дека сите тие напори да се воведе поголем диверзитет во рамки на компаниите можеби резултира со тоа да има повеќе жени на високи или на повисоки на раководни позиции, меѓутоа се уште постои тој геп помеѓу тоа колку се жените реално платени, дали една жена на истата работна позиција ќе биде исто платена како еден маж или не. Но на страна од овие можеби побитни и повоочливи теми, мислам дека има и многу нијанси кои што се провлекуваат понекогаш многу незабележително, како на пример дали прво ќе го прашаат за мислење мажот или жената, или суптилности, да, баш така. Дали ќе се прифати идејата кога доаѓа од жена или подобро ќе се прифати таа иста идеја кога доаѓа од маж. Сега јас минатата година имав прилика да ја посетам Саудиска Арабија и имав толку многу предрасуди кон тоа со каков свет ќе се сретнам таму и дефинитивно ивентот кој што го посетивме беше претежно посетен од страна на мажи. Меѓутоа имаше и неколку жени и она што ме
остави силен впечаток е дека сите жени со кои што разговарав, кои што нели беа дојдени таму службено по работа, беа исклучително професионални, исклучително образовани, со многу подобар англиски јазик од нивните counterparts, нели, од мажите. И во разговор со мои колеги кои што се доста, да речам, длабоки познавачи на тој регион, сватив дека жената во арапскиот свет треба многу пати повеќе да се докаже во однос на мажите за да биде земена во предвид за некоја позиција. Мислам дека и кај нас го има тој момент, но можеби не е толку изразен. Така, затоа ги спомнав оние нијанси во кои што можеби тоа се провлекува така суптилно. Различни приказни, на различен начин соочување со сите предизвици во животот, но доаѓаме до еден момент каде во одреден период таа анксиозност се појавува кај секоја една од нас, од причина, пак ќе речем, различни гледишта, различни желби и очекувања, но доаѓаме до таа анксиозност која ќе ни се појави. Тоа е процесот. Каква беше вашата лична борба кога се појавува? Кому прво се обраќате? Го барате проблемот каде, односно каде го барате и решението, ако веќе е лоциран или проблемот, кој е? Затоа што и тоа е исклучително специфичен момент, на кој ако не работиме, веројатно потоа лесно, како велиме, отвараме пандорината кутија за уште повеќе проблеми и навлекуваме уште повеќе ситуации кои нема да ни се допаѓаат, ниту нам, ниту на блиските. Да. Дефинитивно, значи има денови кога едноставно знам што се ме очекува во текот на денот, напорни состаноци и ангажмани нели со децата и слично. И едноставно се прашувам како ќе се справам со се тоа и на моменти се чувствувам дека доживувам паничен напад, поготово пред некои битни состаноци со клиенти и слично. Меѓутоа, на крај на денот сваќам дека залудно сум била под стрес, залудно сум си правела некој огромен притисок дека се мора да биде совршено. Некогаш се случуваат ситуации да се спремаш многу долго време за состанок, а таа тема за која што ти треба да зборуваш нема ни да се отвори на состанокот. Значи имало и такви моменти и сакам да кажам дека на крај на денот сваќаш дека залудно си бил под стрес. И мислам дека кога доволно такви денови ќе имаш, тоа на некој начин ја билда или ја гради таа резилиентност кај тебе за следен пат кога ќе се соочи со таква ситуација, да реагираш малку потрезвено и да знаеш дека нели работите не секој се случуваат онака како што си ги планирал, туку нели не е се во наша контрола. Не е се во наша контрола. Тоа е ослободување прво. Да. Од тој притисок, веројатно тука тргнува се. Јас можам да кажам дека анксиозноста не е иста на 20, 30, 40 години, предпоставувам за 50, не знам, ама предпоставувам гледајќи имам. Натака сме. Да, натака сме, ама ги гледам овие од 50 некако помалку анксиозни ми делуваат, некако како да пикот го достигнува и после тоа паѓа. Јас сум целосно различна сега отколку пред 10 години, затоа велам тоа е процес. Она анксиозност која што сум ја чувствувала од навасување на обврски, сега некако ја имам под контрола. Дури кога ќе дојде, имам алатки како да се справам со неја. Можеби не секогаш, дефинитивно не секогаш. Но би било во 80% од ситуациите. Но многу повеќе отколку и многу на подобар начин. И ова што го вика таа резилиентност што се гради, навистина е така, кога доволно број пати нешто ќе ти се случи, ти едноставно после тоа имаш ментални алатки со тоа така да се справиш, и ако нешто те обземало 100%, следниот пат 80% или 90%, стигаме до некоја јачина на тој удар која е поднослива. И процесот, ова што го викаме, јас не мислам дека ние зимаме премногу. Као викаме жените, ние све си наметнуваме, издемам. Не, тие се работите. Што да не земам?
на пример, од работите. Да не бидам добра мајка, морам да бидам. Да не бидам добра сопруга, би требало да бидам за да и ова делов од мајчинство да биде, таа некако поврзани се работите. Јас можам да бидам добра на работа само ако сум добра дома, можам да бидам добра дома ако на работа ги менаџирам соодветно, некако се поврзани работите. Ја исто спортот, што нели грижата за себе што год да правиш, можеш да идеш у спа или да читаш книга, не е важно. Некако е сето тоа поврзано во тој еден баланс. Не можеш да откачиш нешто. Работата е како се поставуваш, земи ги сите и речи окей. И кога не е окей, окей. Е, тоа е клучното. Да, и сега мене најомилена реченица во последно време ми е какво е такво е. Не. Колку се може толку. И вака викам, што направив јас во врска со ова? Се што можам. Со дадените околности. Како го направив? Најдобро што знам. Со оглед на моите способности, значи тие се моите способности, ја не можам се. Значи можам до толку. Како го направив? Најдобро што можам. И како испадна? Какво е такво? Значи, тоа е. Да. Работата е дека јас застанав, размислив, се погрижив за тоа. Застанав, размислив, се погрижив и за ова. Ги свртев приоритетите најдобро што знам во дадениот момент. Сега беше ова приоритет, ова мораше да почека. Се љутат? Нека се љутат. Ке стигна нешто друго. Значи, тој тип на менаџирање кога ќе додат многу работи, не, јас ги пишувам. Така на список, зашто многу ми е убаво кога ќе го шкртнам. Нешто. Исто. Завршено. Чувството ми е онака штрак. Завршено. И онма добиваш сила за следната. И кога тоа е така, некако секој следен пат, например, првно ми беше многу тешко ако некој ми се наљути од било кој од тие што ми се битни. Не сум обрнала доволно внимание, не сум била доволно емпатична, не сум добро, не сум сработала ова, од мене повеќе се очекувало. Сега ги прифаќам работите во смисла тоа беше тоа што јас во даден момент го можев. Може да го дадам. Можев да го дадам. Тоа е клучно. Ја верувам. И така се справувам со анксиозноста. Не секогаш, некогаш си ја трескам главата, значи некогаш никој не треска од земја како самите себе, особено ние што сакаме нели тоа да биде на некаков ќе трнев совршено, ама ете гледаш како се закочив да биде перфектно, да. Ни требаат овие ментални алатки, малте не на предогледало да ги кажуваме, да ги слушаме. Ни треба постојано. Да речам, да ги добиваме информациите, постојано зборување, дека совршенството е несовршено. Барем јас така го доживувам. Бидејќи сме бомбардирани, социјалните мрежи, нели медиумите, постојано секој ден. Она што е спакувано совршено. Од нели кога ќе видите совршена мајка која успева се да стане и во може би има вистина. Не знам таа жена со што се справува во смисла нели како тоа психички го поднесува или да го изгради тој имидж на од 5 часот да стане за до нели вечерта да биде се под конец. И децата во ред, и во училиште однесени, и извежбано, и се. И сето тоа ние нели си го кога го гледаме ние и притисок и терет и сакаме да го стигнеме сето тоа. И тука се јавува нели тој момент на прашања, фрустрации и така натаму можев стигнав, но кога ќе сватиме дека во рете да нешто не успеам или да го направам помалку добро, да го направам помалку од очекувањата на другите, ако сум приметила дека сум се вложила и сум се посветила. Почнав да користам ја алатка да се извинувам и вистина мене лично ми олесна. Бидејќи притисок и од најблиските на крајот, очекувањата да бидеме совршена мајка, сопруга, пријателка дома да биде се како што треба и децата нели да бидат подмирени бидејќи нели и тука е можеби она наша најголема, да речам, борба да не ти речат ова не го направи мама за мене, не успеа да стигнеш. Тројца се нели некогаш имале во исто време представи од училиште во различни генерацијски и сега треба да ги гледаш и како тоа да се изменаџира и кога ќе речеш извинете, но не се стигнува. Ќе дојдам 10 минути кај тебе 10, ама сега да речем пак е тоа менаџирање на некое наше време и на нашите можности и потоа нема фрустрација од која ќе имам главоболка или ќе си таложам терет кој потоа само мене ќе ми направи лошо. Бидејќи нема потоа ништо што да дадам повеќе и плюс, бидејќи нели се таложат тие незадоволства кои ќе ми се рефлектираат дадени како информација од другата страна. Не знам, тоа е вистина едно вака од страна гледано наивно нели ова што може би до некаде го зборуваме, но е вистина комплексно за ние да бидеме среќни и исполнети луѓе кои ќе дават, израчат љубов и убавина и ќе бидат позитивни за околината.
Не знам, јас така го поимувам. Има една книга која на англиски се вика The Courage to be Disliked. На нас се преведуваат, нели, храбро за да се биде свој, што не ми се свија како превод, ама затоа ја кажав во оригинал. Многу е важно тоа дистанцирање од очекувањата на другите. Таму почнува се. Ова сум ја, тоа се нивните очекувања. Не можам ништо да контролирам, што е надвор од тоа што јас можам да го направам. И дистанцирање од околностите кои нас сите не удираат ко бранови. Околностите се тие не можам исто да ги контролирам. Можам да контролирам јас како ќе се однесувам во дадените околности. И ова менаџирање на време што постојано го викаме, не мора да биде ни тоа. Сакам да кажам дека и жените кои навидом изгледаат дека не постигнуваат многу. Ние имаме привилегијата да оставаме имидж на од разни причини. Може би професијата е таква, може би мојата е, може би имаме добри профили на социјалните мрежи и знаеме како тоа да го направиме. Јас знам жени кои буквално ги гледам како како ти успева жена, а никој за нив не знае дека баш е тоа така, не оставаат тој тип на имидж. Само ако ги запознаеш, ќе видиш до каде оди нивната на способност све да изменаџира. И ми е многу важно да низ вакви емисии оставиме впечаток дека ништо не е ни повеќе ни помалку, едноставно е твое. Ти како го правиш, на начинот на кој што ти го правиш е добро и е доволно. Ако немаме тој притисок сами од себе, веројатно тоа е клучното. Притисок од убавината се имали, кога нели 98 ја паметам. Мис на Македонијана. И сега тоа како нели, потоа минуваат годините, до некаде може да биде за една млада девојка чувство и на притисок. Дефинитивно. Јас доста млада влегов во светот на модата, на мои 18 години, и многу рано сватив дека убавината дефинитивно е привилегија, благослов, но исто така е и притисок, значи носи, создава одреден товар. Прво, тоа е товарот кој што ние самите си го преземаме на себе, а тоа е секогаш да ги исполниме очекувањата на другите во однос на тоа како ќе изгледам, во однос на тоа како ќе ме доживеат, како ќе ме исперцепираат. Меѓутоа, мислам дека затоа е многу битно тоа што, нели, како што растеме, старееме, созреваме, така и учиме дека не е секогаш толку битно како другите ќе те доживеат, дека многу побитно е наместо да се прашаш како изгледам, дали изгледам добро, многу подобро е да се прашаш како се чувствуваш, така дали си на мирно место, дали си сталожена и сигурна, нели, во себе, без некои големи бранови или пореметувања кои што ќе ти извадат од баланс. Така да дефинитивно убавината создава притисок, меѓутоа мислам дека со тек на времето веќе и ние се запознаваме многу подобро самите себе си и веќе учиме дека не треба само да гледаме да ги исполниме очекувањата на другите луѓе, дека многу побитно е да ги исполниме нашите сопствени очекувања. Грижата за себе, тоа значи без присуство на вина. Како без грижа на совест. Како тоа, например, вие го успевате како сте успеале да си го најдете, да речеме, да си го дозволите на тој момент. Грижа за себе без чувство на вина. И што се тие моменти кои ви значат многу? И знаете дека си ја храните душата, си го храните телото и уживате во тие моменти, таа грижа за себе. Јас за мене стално кажувам дека ако ја почувствувам дисциплината на станување рано на сабајле, тоа за мене важи. Да станам рано, да го испијам кафето сама и после тоа да направам нешто за себе, најчесто трчам. Ако не трчам, сега имам повреда, не трчам, па вежбам. Автоматски се ставам во позиција во која се чувствувам дека и физички убаво изгледам. Мислам дека има нешто врска со пиењето вода од сабајле, пошто има врска со потењето. Не знам со што има врска. Некако образите заруменуваат и секогаш кога зборувам за трчање и за вежбање, кажувам на жени кога им зборувам, не знаете како убави ќе бидат. Физички ќе блеснете.
ги гледам трчачките мои другарки, сите ми се така убави. Најверојатно таа крв што иде во главата. Па и нели задоволството, ветерот е дувал, убаво е времето и така. Таа грижа за себе не мора да биде од спорт, може да биде било што некој сам го чувствува дека му треба, може би е јога, може би е пилатес, не знам, или е, пак ќе кажам, идење во сауна, не знам. Но мора да има нешто такво, а понатаму средувањето за излегувањето надвор или за мене, не знам дали звучи површно, но за мене е важно. Значи, мора да се потроши време за да огледалото кога ќе се види, изгледам како што се чувствувам. Мене кога ме прашуваат зошто се шминкаш, ја никогаш многу не се шминкам, ама секогаш се шминкам, значи им кажувам дека се шминкам за да изгледам како што се чувствувам, стварно убаво се чувствувам, расположено и се. Ако не се нашминкам, изгледам кога сум болна, како болна изгледам. Значи, ако устата не ти е нели соруменила, некој подочњак си пуштил. Има жени кои изгледаат убаво без шминка. Апсолутно. Јас не сум таа. Едноставно кај мене мора минимално поправање за да представата за мене биде онака како што ми е внатре. И секогаш го барам тоа поклопување, тој alignment како го викаат, за да не ме запраша никој, добро нешто ти, уморна си. Како ми речат уморна си. Пушкава, шминкава попуштила. Не, дека сум уморна. Дај да се поправа малце тоа. Така ја гледам убавината. Како одраз на која сум. Во тој добивам смисла. тоа прашање од децата, да. Зошто се шминкаш секој ден? Да. Затоа што ми е убаво. Убаво ми е кога ќе се видам. Да. Така да веројатно тоа Ама да. воопшто на вистина, без да звучам претенциозно, воопшто не ми е важно за другите. Стигнав до таа фаза, не дека се стигне, секогаш било. Сега да речем, треба да се стигне вистина и Да. тие сите животни искуства одат во правец да стигнеме до тоа ниво, да нели не очекуваме дека ќе ги задоволиме сите околу нас или размислувањата на сите ќе бидат на исто ниво со нашето, или како се чувствуваме во моментот, или како делуваме, или како се снаоѓаме во одредени ситуации. Клучен е балансот, веројатно. И тука е најважно да најдеме баланс меѓу нашиот живот, приватниот, професионалниот, мислам во нашиот живот, но и баланс со пријателите, со партнерот. Ајде и за тој баланс. Битно е, нели? Партнерството може би најбитно, за да бидеме среќни, задоволни, да зрачиме со убавина. Како вие си го наоѓате тој баланс со партнерот? Колку сте имале можеби моменти каде што нели постоело секако, нели се гради тој партнерски однос, компромиси треба да се направат, различни сме сите како индивидуи, но е битно е да најдеме заеднички точки, нели, кои ќе ни бидат поидовни за да функционираме. Да. Мојата милена тема се, ја за партнерот реков кога ќе стигне за партнерот да отвориме. Емисија да отвориме нова епизода. Под епизода. Мене ми е многу драго што со партнерот си уште се бендисуваме. Значи, јас го бендисувам него, тој ме бендисува мене и тоа е основата на секоја понатамошно гледиште во мојот случај, бидејќи ние многу рано разбравме дека добро функционираме. Значи, јас никогаш немав дилема за тоа дека он е добар партнер за мене. Ова зборам дури дури да сме цимери, дури емотивното да го трнам. Јас знаев дека со него ќе функционирам, сосема сме различни, но јас мислам дека влегувам таму каде што он има дупки, нели празнини, он влегува каде што јас, значи тоа добро функционира. На дополнувањето супер функционира. Растењето во тоа, бидејќи веќе 20 години се, значи растењето во тоа значи промени мои, промени негови, секако тоа да го прилагодиме и како да се справиме со секојдневните предизвици. Оно што јас го научив е дека имаш во животот многу убави моменти, да речам блажени моменти, нели, моменти кога си среќен, заљубен, имаш многу ниски моменти. Моменти кога на вистина толку си лоши кон себе и кон партнерот да ти да го задавиш, но важното е ова измеѓу.
Тоа е како ме поздравува секој ден кога ќе ме види, како се будиме, како се легнуваме. Тоа е базата. Оние ситни, наведум, небитни работи. Имаш една реченица, знаеш, оние малите работи не се толку мали. Значи, тие малите работи треба да се пристојни. Барем пристојни. Значи, не може ние меѓусебно да не се поздравиме или не може да се ќутиме, не може да се врејаме, не може такви работи. Да се чувствуваш скроз јас во сите моменти со партнер. Тоа значи да бидеш доволно сигурен, тргнува од сигурноста во партнерот и во неговата љубов кон тебе, да бидеш понекогаш и никаков и лош, ама дека тука ќе биде. И исто така да го прифатиш дека и он е никаков и лош некогаш, ама тука си за да зборуваме за тоа. Тоа е едниот сегмент. Другиот сегмент е мора да се развива емотивната врска. Тоа исто значи, многу значи каков е односот на тоа дека јас кога, не знам, кога ќе влезам дома, мора да се бациме здраво за здраво, мора да се бациме за лека ноќ, мора кога ќе ставиш кафе да ме прашаш. Значи, ние можеме да идеме на викенд или на 7 дена некаде, нели, како ајде ќе ја возобновиме. Не е тоа. Секој дневието, како комуницирате секој ден. Често слушам дека треба да имаш date night. Нели така, тоа сега е од и му викам сега на date night кога ќе идеме. Пола од времето ќе правиме муабет за тоа што ми правиме дома. Мислам, убави се тие работи све, ама изгради си го животот дома во секојдневието да ти биде пријатно и да те бендисува уште човекот со кого што си. Тоа е основата за се и понатаму може на тоа да се надградува. Ана? Да, јас се сложувам со се во ова што го кажа Сузана, многу убаво го опиша целиот тој процес, затоа што тоа е дефинитивно еден однос кој што треба да се гради, на кој што треба да се посвети време, но кога доаѓаат нели обврските и од работа, и од децата, нели секоја со своите потреби и некои приватни обврски кои што си ги правиме сами за себе, за нас да ни биде убаво, дали е тоа вежбање, дали е тоа учење на некој нов странски јазик. Забележувам дека многу често функционираме како во паралелни светови, значи буквално се делиме. Ти оди со големото или со малото возете точак, јас со големиот ќе одам на часови физика, така. Така да мислам дека многу е битно да има такво надополнување, она што го кажа и Сузана, да се ги надополнуваме и гаповите, не само карактерно, туку и од аспект на обврските, секој да си го носи својот дел од обврските и само така мислам дека успешно може да функционира една врска. Имате ли привилегија на, исто е важно, пријателки, вистински пријателки со кои ги споделувате и најинтимните и можеби најболните и најсрекните моменти и знаете дека од другата страна добивате искрени одговори и дека поддршка во секое време и велат вистина како минуваат годините, се намалува, ние сме сите социјални, нели? Имаме широк круг на познаници, пријатели, но ние вистински другари и другарки кои се тука во секој период од денот и знаете дека пак вие ќе бидете вие пред нив без задршка како ова да го кажам и како ќе ме доживеат ако ова го споделам со нив. Тоа е една сериозна привилегија, барем јас така чувствувам во животот и успех да се имаат. И двајца да се и да се бројат на една рака, тоа е богатство. Да, во мојот случај се малку и се богатство, на вистина. И географски ништо не значи што не едната од нив не е тука. Што сега со технологијата, апсолутно. Она е како присутна во се од мојот живот. Се видевца праќања за се. Тоа се долги, нели, пријателства кои не се изгубени попатно со менувањето на нашиот живот и најважното е, ја ги викам моето село, нели? Најважно е тоа, дека пред нив не мора да се преправаш, не мора да одржуваш никаков имидж, тие што те прифаќаат секако и што со нив можеш да кажеш она што ти лежи, за да од другата страна само слушаш да, така. И мене тоа јас тоа го осеќам и мене тоа ми се случува. Значи тоа чувство дека не си сам, дека си разбран. Дека си разбран и навистина не е само
не сум само јас, не сум само, нели? Зборуваш со да, зборуваш со некој кој особено нели поминува слично, ако се слични животните приказни од аспект на нели имаат семејства, имаат деца, имаат кариери, нели ќе може и да немаат, може да те разберат, ама вака па ги делиме сличните приказни. Денеска станав ми идеше да го задавам, и мене станав и ми идеше да го задавам. Сакам да речам, многу е важно за долгорочноста и за долгиот живот и за состојбата на мир, дека имаш некој таков покрај себе. Тоа е столбот, на вистина. Слично и кај мене, и многу е интересно како со тек на времето животот едноставно ги филтрира тие луѓе кои што остануваат да бидат дел од таа мала сапорт група. И интересно е што не секогаш можеш да предвидиш кој ќе биде делот, кој ќе биде од оние пријателки кои што ќе ти останат да бидат присутни во твојот живот и понатаму, а кои се оние кои што се дојдени тука привремено, нели, за одреден временски период од животот. И тоа не е исто за запоставување, и тоа е нормално, исто многу битно. Меѓутоа, на крај на денот се сведува на тоа да имаш со кого, нели, да споделиш маката. И мислам дека кај мене веројатно придонес кон таа група на пријателки што имам да биде прилично помала, значи се бројат на една рака. Мислам дека придонес има и тоа што има многу добра поддршка од страна на моето семејство, значи од на мојата сестра, од моите родители, така што ние буквално функционираме многу често и како една заедница, значи неделните ручеци кај мајка ми, ненајавени посети кај сестра ми, позајмување на нејзини парчиња облека или храна. Деца во пижами кај сестра. Да, се тоа се случува. И мислам дека и тоа е исто еден многу битен столб кој што помага за да се оствари некаков баланс во приватниот живот. Мислам поготово кога си има деца, ја знаете она изрека it takes a village to raise a child, така да потребно е, вистина е потребна цела армија за да се пораснат децата, и тоа е благодет да се има и помош и поддршка од семејството и од пријателите. Да се биде пријател сам на себе исто една сериозна и привилегија е нешто што убаво е да го научиме во текот на животот и да го знаеме. Се учиме, нели, со сите животни искуства, како да бидеме нежни кон себе, пак ќе речам пријатели сами на себе, да си даваме оддишка и да си дозволиме да бидеме скрос ние. Од овој аспект имаме интересен еден момент ни сите овие емисии кои ни се проткајуваат во секоја епизода на овој подкаст Женски ритам. Што би си порачале на малата јас? Кога ќе се свртите и кога ќе погледнете назад, што би кажала на Сузана, што би кажала на Ана од овој аспект со сите овие поминати години? Јас имам чувство дека што го да кажам на малата Сузана нема да ме слуша многу. Сега да речем да. Става. Тоа иначе од мало. Мислам дека навистина немам некои зборови на мудрост, освен тоа дека се тече, се менува, значи проаѓа, дај му време на времето, во тој смисол, а нема да ме послуша, бидејќи ќе сака да има собствени искуства, мораш да паѓаш, мораш да си тажен, ова и го кажувам на ќерка ми, не се штеди од тие работи, бидејќи таму се учи, таму се лекциите. Не се лекциите кога ти е убаво, кога ти е убаво уживаш. Таму каде што ќе видиш мака, и ја и моите деца не ги штедам од мака. Значи таму се лекциите и мислам дека ќе ги дозволам, ако можам поново да го направам, ќе ги дозволам да ги има истите работи, зашто ја не испаднав толку лоша. Значи што да ја кажам за го гледа филмот, нема да одземам многу време, го гледа филмот The Substance со Деми Мур. Има една сцена, без да давам спойлери, има една сцена на тепачка. Она со себе. Па еве да речем, со себе, неќе спойлер да дадам. Извинете. Тоа е тоа што мислам дека треба да излезе како една работа која ќе ја шириме, да не бидеме лоши кон себе. Таа сцена туку ми остави впечаток, навистина некогаш се маваме најсилно што можеме до крв, нели, фигуративно. Јас вака си мислам, ако не јас, и дали јас на ќерка ми би викала ништо не вредиш.
едве пак зафркна работа, не те бива за ништо, зошто ова го направи така. Не би викал. Бидејќи јас сакам безусловно. Ако се сакам себе си така, ја на себе нема да ги викам тие работи. Значи некако да градам таа љубов кон мене, да се однесувам и кон мене како кон сопственото дете, бидејќи јас на себе сум си дете, нели, јас на себе сум си битна. Да не видам лоша кон себе и секој ден со бајле да станам и да речам ќе биде окей, вечерта да речам добро беше, бидејќи тоа би го кажала на ќерка ми, тоа би го кажала на син ми. Не би ги удирала по глава. Зошто себе си би се удирала по глава? Ана? Оно што јас би си го кажала, би било во насока на тоа дека не треба секогаш да се трудам се да биде совршено, дека треба да си дозволам и да направам грешки и да си простам за грешките кои што сум ги направила или ќе ги направам, и дека во суштина таа вечна потрага по перфекционизам и по совршенство во суштина доаѓа од нешто подлабоко, од некоја внатрешна болка или борба или траума која што во суштина ти прави да се чувствуваш дека не си доволно вреден, не си доволно сакан, не си доволно способен, не си доволно добар и така натаму. Така да би и дозволила да биде повеќе своја, повеќе да верува во себе и да не се грижи доколку работите не излезат секогаш совршено. Јас не се грижам дека вечерот бевме инспиративни. Ви благодарам што и двете не се штедевте во давањето или отварањето на својот живот, дел од својата интима и споредување со нашата публика во женски ритам. Верувам дека поттикнавме размислувања кај оние кои не следеа и ќе бидам исклучително среќна дури нели кај 1% од оние кои не следеа. Вечерва вистина им дадовме да речам алатки, идеи за тоа како можеби во одреден период на својот живот се справат со сите оние предизвици кои сите ние ги имаме, и најважно од се да сватат и дека не се сами, и дека во несовршенството сме совршени. Ви благодарам, се надевам и скоро ќе се видиме во некоја следна прилика да зборуваме на вакви слични теми. А драги мои, не заборавајте дека да се каже не и не можам не ве прави слаби. Поставувањето граници значи само повеќе простор за здрав и убав живот и се разбира со тоа и повеќе љубов, енергија и среќа за споделување. Затоа бидете си тоа што сте, бидете си скроз вие и уживајте во своето несовршенство. Ви благодарам за вниманието денес во Женски ритам. Ве очекувам со нетрпение во следната епизода.